Добар ден! Дождот, а некаде и снегот, се надевам дека ќе влијае поволно на посевите. Одамна го чекавме ова време, а за многумина можеби и не е пријатно за излегување и прошетки, но како и да е, ако останете дома, ние сме тука со вас и ќе се дружиме во наредниот еден час. Алфа Ординација секако со нова тема. Денеска посветуваме внимание на децата. Тоа ќе го направиме и утре. Оваа недела две теми поврзани со нашите најмили, за оние кои што најмногу се грижиме да бидат здрави, а тоа се нашите деца. Денешната тема е анемија во детска возраст. Ќе ја разработиме со доцент доктор Билјана Чонеска-Јованова, педијатар, ни доаѓа од болницата Аџи Бадем Систина. Добар ден, добре ни дојдовте. За прв пат сте во Алфа Ординација кај нас. Еве се надевам дека ќе се чувствувате пријатно и на нашите гледачи и денеска ќе им дадеме доволно информации за поврзани со денешната тема анемија во детска возраст, нешто што многу родители го имаат како проблем и навистина се борат и откако ќе пораснат децата, не додека се само деца. Јас еве на почетокот би сакала да дадеме воведни зборови за тоа што е практично анемија. Анемијата или народски кажана слабокрвност по дефиниција представува намалување на вредностите на хемоглобинот, кој што представува црвениот крвен пигмент, пропратено со или без намалување на бројот на еритроцитите. Хемоглобинот представува главен транспортер на кислород од белите дробови до сите ткива и органи, практично сите клетки во организмот, така да недостатокот на хемоглобин доведува до хипоксија, односно недоволно кислород, недоволен дотур на кислород до сите ткива органи, кој што е причина за појава на симптомите на анемијата. Така. Може ли анемијата да биде наследна? Може секако. Анемијата имаме неколку видови големи групи на анемии. Една од тие групи се вродените, односно наследните анемии. Во Македонија најчест тип на анемија која што се наследува е бета-таласемијата. Околу 2% од населението во Македонија е носител на генот за бета-таласемија, додека бројот на пациенти не е толку голем. Имаме околу 15 пациенти со мајорна форма на бета-таласемија. Пациентите кои што се носители, децата уствари, кои што се носители на генот за бета-таласемија, имаат една анемија која што има нормални вредности на серумско железо, така да тука не е потребна суплементација со железо. Туку само следење на тие деца и генетско советување за во иднина, доколку сретнат партнер кој што ќе е носител исто така на генот за бета-таласемија, може да дојде комбинација на двата гена и да се роди дете кое што ќе има мајорна форма на бета-таласемија и веќе ќе има проблем со тоа дете, ќе има потреба од трансфузии секој месец, хелациона терапија, евентуално трансплантација на коскина срцевина и така натаму. Така. Рековте има повеќе видови на анемии. Ова е една од тие, ја споменавме, генетската, кои се другите? Во главном анемиите ги делиме според начинот на настанување во три големи групи. Првата група се анемии кои што се последица на недостаток, односно нефункционирање на коскената срцевина заради недостаток на нутритивни елементи. Тие се и најчестите анемии. Тука спаѓаат анемијата заради недоволно внесување на железо, на B12, на С, на фолна киселина и други витамини и минерали. Потоа тука спаѓаат анемиите заради недоволно функционирање на коскената срцевина, кои што може да се наследат, исто така се генски условени, спаѓаат апластичната анемија Diamond-Blackfan, хипопластичната анемија Diamond-Blackfan, апластичната анемија Fanconi и секако тука спаѓаат и апластичните анемии кои што се имуно условени, кои што може да бидат провоцирани од бактериски и вирусни организми. Многу често инфекцијата со хепатит Б вирусот може да доведе до апластична анемија. Втората голема група на анемии се анемии заради големен распад на еритроцитите и во оваа група имаме вродени, односно генски условени анемии. Една од нив е бета-таласемијата, која што спаѓа во групата на хемоглобинопати.
Втората група на хемолитични анемии се анемии заради пореметување на мембраната на еритроцитите, тука спаѓаат сфероцитозата, имаме и ние се во Македонија. И третата група на вродени хемолитични анемии се заради дефицит на ензими во еритроцитот или ензимопатии. Тука спаѓа гликоза 6-фосфат дехидрогеназа дефицитот, кој исто така се среќава кај некои деца во Македонија. И третата голема група на анемија е заради губиток на крв, значи заради крварења, кои што може да бидат видливи, да речеме има деца со рецидивантни, односно повторувачки крварења од носот, кои што може да доведат до анемија, или пак можеме да имаме видливи крварења или невидливи, односно окултни крварења од гастроинтестиналниот тракт, кои што може да доведат до анемија или слабокрвност. Добро, од сите овие видови на анемии, кој е најчест вид во детската возраст? Во детската возраст најчест вид на анемија е феродефицитната анемија, односно анемијата заради дефицит на железо. Причини за оваа анемија најчесто се неправилната исхрана, односно недоволно внесување на железо во исхраната, односно внесување на продукти кои што инхибираат апсорпцијата на железо во исхраната. Најчесто од моето искуство причина за феродефицитна, односно дефицит на железо анемија е внесување на преголеми количини на кравјо млеко во исхраната, кој ќе ви дојде родители кој ќе ви каже дека доенчето внесува 2 литри млеко во исхраната, кравјо млеко, веќе ни е јасно дека најверојатно се работи за таков вид на анемија. Зошто млекото, мислам, како причинител за анемија, кравјото млеко? Кравјото млеко само по себе има железо, меѓутоа тоа железо послабо се ресорбира во дигестивниот тракт отколку мајчиното млеко. Железото од мајчиното млеко, 50% од железото се абсорбира во дигестивниот тракт, додека од кравјото млеко железото се абсорбира само 10%. И кравјото млеко предизвикува микрокрварења во гастроинтестиналниот тракт, така да се препорачува во првата година на животот да се внесуваат адаптирани млека токму заради овие причини. Добро. Да продолжиме во делот на новороденото и додека цица препорачувате секако мајчино млеко, значи го елиминирате кравјото млеко. Што понатаму од првата година па во тие први години кога детето навистина треба да создаде и имунолошки систем, нели битно е и исхраната и сите тие работи, а се бори со анемија. Да. Доколку се работи за новородено терминско од мајка која што немала слабокрвност во тек на бременост, тоа направило доволно резерви за првите 4 до 6 месеци. Значи, доколку е на слободно доење, односно доколку внесува само мајчино млеко, нема потреба од додавање на суплементи или железо во исхраната. Веќе од 6-тиот месец натаму потребите се зголемени, растот е интензивен, резервите се исцрпуваат и затоа е потребно да се внесува храна која што содржи доволно железо. Која храна содржи железо? Пред се тука е црвеното месо, значи телешко, јунешко, говецко месо содржи околу 3,5 милиграми во 100 грама производ. Потоа тука е жолчката од јајце и сите мисиркиното месо, кокошкиното месо, односно содржи нешто помалку железо. Има и растителни производи кои што содржат железо, меѓутоа тоа железо потешко се абсорбира во дигестивниот тракт, така да треба да се комбинира со продукти кои што содржат С витамин, бидејќи С витаминот е тој кој што ја подобрува абсорбцијата на железо. Исто така има и продукти кои што успоруваат абсорбцијата на железо во дигестивниот тракт, тука спаѓаат млекото и млечните производи ради содржината на калциум во нив, така да не се препорачува комбинирање на млечни производи со месо и зеленчукови производи, се препорачува се направи одреден размак, растојание помеѓу внесување на млечни производи и помеѓу внесување, да речеме, на еден оброк со зеленчук и месо. Дали недостатокот на железо и анемија се две различни работи? Анемијата е широк поим, значи може да имаме анемија, а да имаме нормални вредности на железо, како што спомнав.
Постојат хемолитични анемии, каде имаме зголемен распад на еритроцити и имаме нормални вредности на железо. Да речеме, веќе спомнав дека хетерозиготите за бета-таласемија имаат нормални вредности на железо. Само недостаток на железо не мора да значи, доколку имате нормални вредности на хемоглобин, не мора да значи дека имате анемија, меѓутоа недостатокот на железо може да доведе до еден вид на анемија, феродефицитна анемија. Ке зборуваме за феродефицитната анемија. Имаме гледач, да го чуеме. Добар ден. Добар ден. Си исклучи гледачот. Добро. Или го имаме уште на линија? Не. Добро, јас се надевам мајките кои што не гледаат ќе се вклучат во нашиот разговор со доктор Билјана Чонеска Јованова и ќе постават прашање. Секако тука се и бабите и дедовците кои што се најзагрижени за здравјето на нивните внуци, па имаме голема публика која што може да учествува денеска во нашиот разговор. Ајде, спомнавте некои од причините за појава на анемија, го кажавме на следниот фактор и исхраната. Постои ли нешто друго што може како причина да го именуваме за За синтеза на еритроцитите исто така се многу битни B12 и фолната киселина. Во последно време се враќа во фокусот дефицитот на B12. Зошто? Заради трендот на веганска, вегетаријанска, макробиотска исхрана кај мајките, доилките, па има многу често случаи каде што и децата ги поставуваат на веганска исхрана. Знаеме дека B12 го има само во продуктите од животинско потекло. Не се препорачува таков вид на исхрана во детската возраст. Многу често во последно време диагностицираме дефицит на B12. Тој е многу битен за синтеза на сите клетки во организмот, за синтеза на ДНК, битен е за миелинизација на ЦНС, така да доколку се јави дефицит на B12, особено во првата година од животот, може да остави долгорочни последици, бидејќи недостатокот на B12 кај децата се манифестира со една хипотонија, со летаргија, со поспаност, со оштетување на фината и грубата моторика, така да доколку не се интервенира на време може да остави долгорочни последици. Во тек се и студии кои што го проценуваат ефектот од воведување на скрининг за B12 кај новородени, така да во план и воведување на скрининг за B12. Веќе во Канада е завршена една студија каде се покажало дека е потребно воведување на ваков скрининг, меѓутоа ќе видиме во еднина. Исто така и фолната киселина е многу битна за синтеза на црвените крвни зрнца. Незе ја има во зелените производи, ја има во спанакот, во кељот, во прокељот, во брокулата. Многу е битно дека е термолабилна, така да претерана термичка обработка на овие продукти може да доведе до комплетно уништување на фолната киселина. Зошто се важни црвените крвни зрнца и хемоглобинот? Хемоглобинот е составен дел на црвените крвни зрнца и тој е главен транспортер на кислород до сите органи и ткива во практично до сите клетки во организмот. Знаеме дека без кислород нема живот. И доколку немаме доволно количество на хемоглобин и црвени крвни зрнца, може да настане хипоксија на организмот, доаѓа до забрзување на минутниот волумен на срцето, до пренасочување на крвта кон витално важните органи, може да доведе до слабување на срцевата функција, до декомпензација срцева, до појава на отоци на екстремитетите, меѓутоа за среќа многу ретко гледаме вакви случаи, навремено се интервенира од страна на матичните лекари. Така. Споминавте пред малку некои од симптомите на анемија. Ајде малку тоа да го разработиме. Може ли тие симптоми на омалаксаност кои што ги споминавте да се поклопуваат со нешто друго, а да не е анемија? Кои се другите симптоми? Најчесто првиот симптом кој што го забележуваат родителите е едно бледило. Меѓутоа, некојаш родителите може и да не го забележат бледилото, ако анемијата се развива постепено.
Значи, родителите го гледаат секојдневно детето и не ја приметуваат таа промена на бојата на кожата. Така да анемија која што се развива постепено може да нема одраз толку на општата здравствена состојба на детето. Сме имале деца со 50 грама хемоглобин да трчаат по ходник, веќе се адаптирани на тој вид на анемија. Меѓутоа, кај тие деца обично имаме една апатија, некојаш може и да се раздразливи, потоа послаба концентрација, слаб апетит, чести инфекции, бидејќи анемијата го нарушува имунолошкиот систем, така да децата се често болни и навлегуваат во еден зачаран круг. Анемијата довела до инфекции, честите инфекции до намален апетит, до продлабочување на анемијата и така да доколку не се интервенира на време може да има навистина голем проблем. А ова што рековте може да е темпераментно и да не е размлитавено со толку ниски вредности. Што значи тоа? Како функционира организмот? Од каде таа енергија ако знаеме дека анемијата практично не успорува, буквално не тера на спиење? Па децата имаат голема резерва и доколку постепено настанува анемијата, може да не се манифестираат тие симптоми на малаксалост, на слабост. Обично кај деца кога акутно настанува анемијата, значи ако имаме некој акутно крварење, да речеме од гастроинтестиналниот тракт или крварење од носот, тогаш веќе се малаксан и млитави. Меѓутоа, доколку се работи за феродефицитна анемија и доколку трае долг период, може долго време да компензираат децата. Дали крварењето од носот веќе треба да ни биде еден сигнал дека се работи за анемија или тоа е последица од... Не. Крварењето од носот не мора да има никаква врска со анемијата, тоа може да биде причината од други фактори. Меѓутоа го спомнувам често нели во училишна возраст да имаат децата такви проблеми. Го спомнувам бидејќи крварењето од носот, рецидивантните крварења може да доведат до пат на хемоглобинот. Иначе вообичаено причина за крварење во носот е слабост на крвните садови кои што се наоѓаат во носот. Најчесто тоа е причината, меѓутоа може да биде причина и пореметување на бројот на тромбоцити, може да биде пореметување на функцијата на тромбоцитите и други пореметувања на коагулацијата. Меѓутоа најчесто е пореметување на сплетот на крвни садови, слабост на сплетот на крвни садови во носот. Имаме гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав многу до гостинката и до мојата омилена водителка. Значи, сакам да ве прашам за мегалопластна анемија. Дали е таа наследна, ме интересира. Пошто имаше мажот ми и сега ме интересира за ќерката нормално. Пошто тој ја доби во постари години, да речеме на 55 години. Благодарам многу. Благодарам за прашањето. Во најголем број случаи мегалобластната анемија не е наследна и многу често се јавува кај повозрасните, бидејќи со текот на годините се намалува апсорбцијата на B12 во дигестивниот тракт. Така да добро е во повозрасните особи, поготово после 60-та година од животот, да ги проверат вредностите на B12 и фолна киселина. Исклучително ретко може да се наследи, тоа се одредени пореметувања, присуство на полиморфизми на гени вклучени во фолатен метаболизам и B12, меѓутоа тоа е исклучително ретко. Најчесто е стекнато заболување заради недоволно внесување на B12 и фолна киселина или заради намалена апсорбција во дигестивниот тракт. Нешто што е можно актуелно во зимскиот период, тоа е загадениот воздух. Дали загадениот воздух може да биде причина за анемија? Тоа е едно. А второто прашање е како се однесуваат децата со ниско железо, низок хемоглобин, односно анемичните деца со ваков загаден воздух? Па, интересно прашање и актуелно. Многу. Загадениот воздух сам по себе доведува до
почести инфекции кај децата. Самата почестите инфекции, како што кажав, може да доведат до појава на слабокрвност, така да не се директен причинител на анемија. Во секој случај добро е да се изнесат на чист воздух. Секако тоа поволно влијае врз општата здравствена состојба на децата. Слабокрвните деца во секој случај страдаат од хипоксија, така да веројатно би им сметал овој загаден воздух, така да веројатно во тие периоди кога е најголемо загадување, тоа колку што слушаме во ноќните часови, секако не треба да се изнесуваат надвор, добро ако може да се изнесат, да се качат на водно, една прошетка во тек на денот. Така. И сега тука морам да ве прашам, родителите прашуваат колку е тоа добро, децата ќе ги качат на водно, колку може да седат неколку сати и пак ги враќаат во загадениот воздух. Дали тоа менување на надморска височина и различни квалитети на воздух може да влијае лошо на детето, сакајќи да им направат добро, да ги качат на водно малку на свеж воздух, да направат компликација? Не може да направат никаква компликација. Секој престој на чист воздух е ќар, да речеме, за детето, мислам, добробит за детето. Така да секој момент кој што би можел да се помине во предели со почист воздух, добро ќе му дојде на детето. Нема да има никакви последици по неговото здравје, напротив, добро ќе му дојде. Добро, во секој случај загадениот воздух на сите лошо ни влијае. Морав ова прашање да го поставам, сега сме баш во тој период, дури еве не чека период кога ќе почнат и маглите во декември обично, па да им кажеме на нашите гледачи и на родителите како да се однесуваат со децата. Значи секое слободно време да го минуваат на поголема надморска височина каде што има повеќе кислород. Што всушност му прави кислородот на анемичното дете? Како ја подобрува? На поголема надморска висина, морам да ве поправам, немаме повеќе кислород, напротив, како се качувате нагоре, има помалку кислород. Меѓутоа, во тие, да речеме, на водно, ако се качите, тоа некаде е околу 400-500 метри надморска височина на средно водно, е почист воздухот. А како се качувате нагоре е помала концентрацијата на кислород и тоа е всушност оние препораки на планина да одат децата, бидејќи хипоксијата стимулира продукција на еритроцити во коскината срцевина. Значи, хипоксијата е најголем стимулатор за продукција на еритроцити во коскината срцевина. Меѓутоа, ако немате доволно градивни елементи, ако немате железа, ако немате B12, ако немате фолна киселина, мислам и да го однесете детето на планина, нема да дојде до подобрување на крвната слика и на бројот на еритроцити. Тоа значи додека се на планина да си ги земат сите овие суплементи? Да. Како пропратно, нели? Ако има потреба. Ако има потреба. Да, добро. Ако е слабокрвно детето. Да, зборуваме за слабокрвните деца кои што е во зимскиот период, обично за време на распустот, родителите гледаат да ги однесат некаде кај што е почист воздухот. Добро, диагностицирањето на анемијата, на кој начин ја правите? За диагностицирање на анемијата првенствено е битно земање на добра анамнеза од родителите. Сите знаеме дека анамнезата е половина диагноза и навистина е така. Првенствено ќе се насочите доколку се работи за доенче и мало дете до 2 години на начинот на исхрана. Доколку добиете податок дека неправилно се храни, дека внесува 2 литра млеко, дека не внесува месо, дека не внесува јајце, дека претежно е на јаглехидратна исхрана, обично знаат да внесуваат кашички базирани на гриз, чоколино, фрутолино, веќе ви е јасно дека најверојатно се работи за феродефицитна анемија. Исто така, многу е битно да прашате во фамилијата дали има друга особа со
слабокрвност, за да ги насочите своите испитувања во смисол на генетска основа на анемиите. Статусот секако е многу битен. Дете со анемија обично е бледо. Тоа бледило е најизразено на ушните школки, на усниците, на палмарните страни од дланките. Конјуктивите се бледи, ноктите се тенки, кршливи, косата исто така тенка, кршлива и потоа следат лабораториските исследувања. Најбитно од се е крвната слика која што ќе не ориентира за каков тип на анемија се работи. Значи, од современите бројачи за одредување на вредностите на хемоглобин и еритроцити, компјутерски се пресметуваат параметри кои не се битни за проценка на анемијата. Тоа е волуменот на еритроцитите, содржината на концентрацијата на хемоглобин во еритроцитот и вкупната концентрација на хемоглобинот. Потоа бројот на ретикулоцити го одредуваме, тоа се млади еритроцити кои што покажуваат како функционира коскината срцевина. Доколку коскината срцевина добро функционира и доколку имаме анемија, бројот на ретикулоцити ќе биде покачен. И третата основна, да речеме, метода е периферна размазка, која што е многу информативна, се прави на стакло и се гледа под микроскоп и од периферната размазка можеме да видиме каква е формата на еритроцитите. Некои видови анемија имаат карактеристична форма и облик на еритроцити, да речеме кога има дефицит на железо, тие се празни еритроцити, ги викаме како прстенчиња, значи имаат хемоглобин само на периферијата. Доколку се работи за мегалобластна анемија, еритроцитите се големи, исполнети со хемоглобин и така натаму. Исто така може да ни покаже периферната размазка и дали имаме некои патолошки елементи во смисол на инфилтрација на коскината срцевина со бластни клетки, може да ги сретнеме и на периферијата. Доколку во најголемиот број случаи дијагнозата можеме да ја поставиме со овие три исследувања, меѓутоа често ни се потребни дополнителни исследувања, како што е серумското железо, потоа феритинот, кој што е показател за резервите на железо во организмот, и трансферинот, кој што е главниот носач, односно транспортер на железо во организмот. Секако, доколку се работи за дете со хемолитична анемија, односно анемија која што се должи на зголемен распад на еритроцити, тука можеме да одредиме вредностите на билирубинот, тие би биле покачени кај овие пациенти. Може да се одреди, доколку се сомневаме на некакво пореметување на хемоглобинот од вродените хемоглобинопати, може да се направи електрофореза на хемоглобин, може да се направи осмотска резистенција ако се сомневаме за дефекти на мембраната на еритроцитот. Исто така, доколку сакаме да се увериме како функционира коскината срцевина, се прави аспирациона биопсија на коскина срцевина и на крајот и трепана биопсија на коскината срцевина и потоа се врши патохистолошка анализа на добиениот материјал. Така. Мислам дека имаме гледач, ајде да го чуеме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката и до вас. Имам едно прашање, само не за дете, за возрастно дете, 24 години, ако може да ми одговори. Имаше недостаток на железо, 5,7, му дадоа хеферол 1 месец, докторката не ни кажа дека треба повише да се пие. И му се поправи после 1 месец, правиме анализа кај 20 и после кратко време, известно време, со понова анализа 8,7. Сега мене ме интересира. Колку, косата, например, му опаѓа во кругови. Опадната му е и дали ќе му се опорави косата, не знам. Сега ме интересира прашањето колку месеци се пие хеферол, што е за железо. Дали 3, дали 6, дали 3 па проверка се прави. Тоа прашање, докторке. Фала унапред. Благодарам за прашањето. Третманот на феродефицитна анемија е долготраен процес.
За првата контрола обично се прави 2 недели по започнување на терапијата, да се види дали реагира организмот на внесот на железо и очекуваме после 2 недели да имаме пораст на хемоглобинот за околу 10 грами на литар и тогаш одредуваме и бројот на ретикулоцити, очекуваме, ние нарекуваме ретикулоцитна криза, доколку е соодветна терапијата ќе имаме пораст на бројот на ретикулоцити, рековме тоа се млади крвни зрнца. Третманот продолжува доколку имаме пораст на хемоглобинот до нормализирање на вредностите на хемоглобин и тоа настанува во зависност од длабочината на анемијата за 2 до 3 месеци. По нормализирање на вредностите на хемоглобинот продолжуваме со терапијата за да ги пополниме резервите и тоа обично трае околу 1 до 2 месеци по нормализирање на вредностите на хемоглобинот. Значи, севкупната терапија на една феродефицитна анемија трае 4 до 5 месеци. А ова со опаѓањето на косата, дали е поврзано со анемијата? Па бидејќи паѓа во кругови, тоа веќе може да е сега треба да се консултира кожен лекар, може да не е во врска со анемијата, бидејќи анемијата доведува до истенчување на влакното на косата, кршливост на косата, а не може да доведе до вакви проблеми, сепак треба да консултираат кожен лекар. Така. Добро, мислам дека е задоволна гледачката од одговорот. Сега е време да погледнеме промо материјалот што може да гледате на Алфа телевизија и секако рекламите. Еве не назад во студиото, денеска работиме тема анемија во детска возраст со доцент доктор Билјана Чонеска Јованова, педијатар од Аџи Бадем Систина болницата. Кажавме многу работи врзани со анемијата кај децата, но има уште неодговорени прашања кои во вториот дел од емисијата еве ќе ги разработиме. Рековте дека најчеста е феродефицитната анемија. Кога е најчеста? Во кој период од животот на детето? Феродефицитната анемија, односно анемијата заради дефицит на железо, е најчеста во првите 5 години од животот на детето, подоцна во првите 2 години од животот и во пубертетот. Зошто е тоа така? Во тие периоди има најголеми потреби за железо, имаме најинтензивен раст на децата, во периодот на пубертетот, кај девојчињата почнуваат и менструалните крварења, кои што придонесуваат за зголемен губиток на железо. Потоа знаеме дека тинеџерите преферираат брза исхрана, значи имаат и неправилен внес на хранителни продукти во исхраната, така да во тие периоди мораме особено да внимаваме. Исто така, во доенечкиот период, најголем е ризикот за развој на анемија кај предвремено родените деца и кај децата со мала родилна тежина. Зошто е тоа така? Новороденото добива резерви од својата мајка во тек на бременоста. Предвремено родените деца имаат, ние викаме, помалку мирас од мајката добиено на железо, така да потребно е кај нив да започне суплементација со железо веднаш после раѓањето со 2 мг на килограм телесна тежина. Здраво новородено, донесено, терминско новородено од мајка која што имала нормални вредности на железо и нормален хемоглобин во текот на бременоста, не е потребно да примаат дополнителни суплементи, односно железо и витамини, доколку се на доење, на слободно доење. После 6-тиот месец неопходно е внесување, реков претходно, на хранителни продукти кои што содржат доволни количини на железо, бидејќи во тој период се забрзува растот, се зголемуваат потребите, исцрпени се веќе резервите на железо кои што доенчето ги добило од својата мајка. Во периодот на пубертетот повторно имаме ризик од развој на анемија, затоа и во тој период треба да бидеме предпазливи и треба да водиме сметка за начинот на исхрана кај децата, значи да внесуваат доволно месо, зеленчук, овошје. Овошјето има видови на овошје кои што содржат железо, меѓутоа многу побитен е С витаминот во овошјето и тоа свежото овошје, кое што ќе овозможи подобра ресорбција на железото.
Исто така, А витаминот и каротенот се суплементи кои што, односно витамини кои што овозможуваат подобра ресорбција на железо, така да добро е да се внесуваат продукти кои што ги содржат овие витамини. Тука спаѓаат праската, кајсијата, портокалот, сите портокалови овошја. Реков претходно дека има и продукти кои што содржат железо, меѓутоа послабо се апсорбираат во дигестивниот тракт, така да добро е, тие содржат така наречено нехемско железо, кое што потешко се ресорбира во дигестивниот тракт, и добро е да тие продукти се комбинираат со продукти кои што содржат хемско железо, а тоа се месото и јајцето. Така. Малку ќе ве вратам назад периодот кога мајката е бремена и има ниско железо. Тоа може да се одрази и на плодот. Да, секако. Дали земањето на препарати во текот на бременоста може да ја подобри состојбата и со новороденчето? Секако, во секој случај, доколку мајката е слабокрвна, има ниски вредности на серумско железо, потребна е суплементација во текот на бременоста. Тоа е добро и за самата мајка, а секако е одлично за незиното идно новородено. Така. Сега да преминам на периодот на пубертетот и девојчињата, бидејќи тие се во тој период таа ризична група, кај некои има и обилни крварења, што може да биде нели проследено понатаму и со анемија. Како тоа да се контролира? Освен со исхраната, која што рековте дека е многу важна, што да се превземе со тие крварења во пубертетскиот период? Секако, доколку менструалните крварења во тој период се поинтензивни, потребна е консултација со детски хематолог, како би исклучил некои вродени пореметувања на коагулацијата. Потребна е консултација со ендокринолог детски и консултација со гинеколог. Бидејќи многу бројни се причините за пролонгирани менструални крварења, во секој случај треба да се преземат мерки, бидејќи пролонгираните менструални крварења можат да го исцрпат организмот, девојчињата да бидат бледи, малаксани, ќе имаат помали постигнувања во училиштето, ќе им се намали апетитот, ќе се зголеми ризикот од инфекции, така да во секој случај треба да се преземат мерки како би се регулирале менструалните крварења. Тие особено по започнување на циклусот, односно после првата менструација, не можат да бидат регуларни, меѓутоа доколку во текот на првата година не се регулираат, препорачуваме консултација со претходно наведените специјалности. Така. Лекувањето на анемијата. Нешто што верувам дека ќе ги интересира гледачите. Спомнавте, исхраната е битно, но се земаат и препарати. Пред малку во одговорот на нашата гледачка го начнавме и ова прашање, меѓутоа јас би сакала подетално да кажеме на кој начин од новородено па нагоре според возраста ја лекувате анемијата. Третманот на анемијата зависи од видот на анемијата. Кажавме дека имаме повеќе видови на анемија. Прво би кажала за феродефицитната анемија, која што е најчеста анемија во детската возраст и која што за среќа најлесно се лекува. Третманот е препарат на железо во доза од 4 до 5 мг на килограм телесна тежина. Битно е да се даде С витамин. Се препорачува свежо цеден сок од портокал половина час пред внесување на железен препарат. Најдобро е да се внесе на гладно, бидејќи најдобро се апсорбира, меѓутоа некои деца не го поднесуваат, имаат стомачни болки и затоа може да се земе и после оброк. Мора да се напомене дека ја обојува темно столицата, да не ги плаши родителите. Секако, феродефицитната анемија најчесто е последица на неправилна исхрана и бидејќи недостасува железо, многу често недостасуваат и витамини, така да препорачуваме најчесто недостасуваат витамини од Б комплексот, кои што исто така се многу битни за синтеза на еритроцити и хемоглобинот, така да заедно со терапијата со железо препорачуваме внеси на витамини од Б комплексот.
За другите видови на анемија веќе ја спомнав хемоглобинопатијата, која што е многу честа во минорната форма ја нарекуваме, односно носителството на генот за бета-таласемија во Македонија доста често, кај 2% од населението, и многу често тие деца консултираат постојано лекари, додека на крај не се постави дијагнозата, зашто тука треба да се направи генетско испитување, кое што се прави во лабораторијата во Македонската академија за науки и уметности. И кога ќе ја добија таа дијагноза, не е потребно никаков третман, освен повремено давање на препарат на фолна киселина, бидејќи кај нив и покрај тоа што се само носители на генот имаме еден умерен распад на еритроцити и зголемена потреба на коскената срцевина за фолна киселина. Тука не е потребна терапија со железен препарат и не е потребно никакви други терапевтски мерки, освен генетско советување. Доколку се работи за, да речеме, апластична анемија... Може ли само да ве прекинам, ќе продолжиме за апластичната анемија, да ни чека гледача, да го чуеме. Добар ден. Добар ден. Поздрав до докторката и до вас. Сакам да се консултирам нешто. На моето дете му беше диагностицирана хемолитична анемија на 10-месечна возраст. Таа беше последена со крварење при мокрење. Се доведе до, да речем, до многу последици, онака, кон смртоносни дури последици, иако претходно немаше никакви индикации за тоа. Сега, веројатно, мислам, со една трансфузија се доведоа во ред, мислам, крвната слика и редовно прима B12 и полан, така да во границите и нема никакви последици после таа трансфузија. Од тогаш веќе 1 година нема никакви последици. Дали треба да бидеме предпазливи на нешто и како би се индицирало за да не дојде до тоа? Јас сега имам и второ дете, малце така сме уплашени од тој настан. Дали некако може тоа да се индицира пред да се дојде до тоа крварење и дали воопшто да очекуваме некогаш дека би се повторило тоа, бидејќи уште не е доказано дали е генетски или е предизвикано. Во секој случај се претпоставува дека е предизвикана анемијата. Така, добро. Сега, како би биле предпазливи за тоа, да не дојде до тоа, до таков случај? А која е диагнозата точна? Дали може да ми кажете која е точната диагноза? За каков тип на хемолитична анемија се работи? Сфероцитоза? Да. Сфероцитозата спаѓа во групата на наследни анемии. Практично распадот на еритроцити се должи заради проблем во мембраната на еритроцитот. Се наследува автосомно доминантно и автосомно рецесивно, така да во најголем број случаи автосомно доминантно и ќе добиете податок дека и други членови во фамилијата имаат оваа анемија. Најчесто провокатор е инфекција и овдека не може да се смени, ниту пак да се предвиди кога ќе настапи хемолизата. Кај некои пациенти имаме многу често хемолиза, односно распад на еритроцити, кај некои пациенти може да се јави само 2-3 пати во животот. Дефинитивниот, доколку имаме многу чести епизоди на хемолиза, се препорачува отстранување на слезинката, меѓутоа не се препорачува тоа да се случи пред 6-та година, бидејќи слезинката не е вишокно орган, тоа е битен имунолошки орган, така да по нејзино отстранување можни се сериозни инфекции со стрептококи, со хемофилус инфлуенци и така натаму, затоа и постои посебна подготовка пред спленектомијата, се вакцинираат децата, примаат пневмококна вакцина, хемофилус инфлуенца вакцина, менингококна вакцина.
Со спленектомијата се практично после неа веќе немаат пациентите хемолитични кризи, бидејќи еритроцитите и понатаму остануваат такви кои што се, сфероцити остануваат, меѓутоа распадот на тие сфероцити се случува во слезинката. И на тој начин се избегнува распаѓањето на овие, да речам, помалку вредни еритроцити. Така. Добро, имаме повторно гледач, повелете. Добар ден. Поздрав до вас и до вашата гостинка. Сакам да прашам исто за мојата кирка. Малце повозрастна, таа 24 години, страда од феродефицитна анемија. Вредностите на еритроцити и хемоглобин се во ред, меѓутоа железото е ниско. И са морам да напоменам дека од детска возраст страда од диабет тип 1 од 8 годишна возраст. Дали има врска диабетот со со феродефицитната анемија? Диабетот не би требало сам по себе да има врска со феродефицитната анемија. Најчесто исхраната е причина, кај 24 годишно девојче треба да се земе во обзир и обилноста на менструалните крварења. Само по себе дефицитот на железо не е причина да се започне терапија со железен препарат, доколку е нормален хемоглобинот. Вообичаено и не треба да се прави испитување на серумското железо, доколку се нормални вредности на хемоглобинот. Секогаш треба да се внимава на една уравнотежена исхрана со унесување на сите потребни растителни и животински намирници. Така да, доколку е добар хемоглобинот, јас не би препорачала терапија со железен препарат, само подобрување на начинот на исхрана и контролирање на менструалните крварења. Во оваа возраст, на возраст од 24 години, така речено. Така, да. Добро, се враќаме на третманот на анемиите. Да. Веќе кажавме за дефицитот на железо. Покрај дефицитот на железо, причина за анемија може да биде недоволно функционирање на коскената срцевина заради други причини, заради недоволно создавање на еритроцити во коскената срцевина. Повторно тука имаме генетски заболувања, како што е анемијата на Фанкони и анемијата на Даймонд-Блекман. Едната е пластична, другата е хипопластична анемија и можеме да имаме стекнати апластични анемии како последица на вирусни инфекции. Најчесто хепатит Б вирусната инфекција може да доведе до апластична анемија, потоа парвовирусот може да доведе до апластична анемија и тука дефинитивниот третман би бил трансплантација на коскена срцевина. Исто така, ја спомнавме и бета-таласемијата, доколку се работи за хомозиготна форма на бета-таласемија или бета-таласемија мајор, кај ова дете имаме анемија која почнува да се манифестира после 6-тиот месец од раѓањето, бидејќи тогаш завршува замената на феталниот со адултен хемоглобин и бидејќи имаме проблем во синтезата на хемоглобинот, не се синтетизираат бета-ланците на хемоглобинот, почнува да се манифестира анемијата. И овие деца имаат потреба од трансфузии секој месец. Бидејќи имаат потреба од трансфузии секој месец, со секоја трансфузија внесуваме повеќе железо кој што организмот нема физиолошки механизми да ги отстрани од организмот. Потребно е да примаат и хелаторна терапија, тоа се препарати кои што го врсуваат вишокот на железо, бидејќи недостаток на железо не е добро, меѓутоа не е добро ни вишок на железо. Вишок на железо се таложи во органите како резервно железо и ги оштитува органите. Така да, кај овие деца, после долготрајни трансфузии, доколку е неправилна хелацијата, имаме таложење на железо во црниот дроб, во срцето, во панкреасот и може да доведе до оштетување во смисол на миокардиопатија, во смисол на хепатална фиброза и цироза. За среќа, децата со таласемија примаат редовно хелациона терапија и се контролираат редовно и не доаѓа до вакви последици. Дефинитивниот третман на ова заболување би било повторно трансплантација на коскена срцевина алогена, значи од ХЛА компатибилен донор. Доколку се работи за
крварење, многу е битно како причина за анемија, многу е битно да се открие причината за крварењето и да се отстрани таа причина. Да речеме, доколку имаме видливо крварење од гастроинтестиналниот тракт, да речеме може да биде тоа улцерозен колит или хронова болест, или пак може да имаме окултни крварења заради дивертикулоза, цревна и други причини, треба да се отстрани причината за крварењето. Исто така, причина за феродефицитна анемија може да бидат многу често ги среќаваме и паразитози. Мора и на тоа да мислиме. Значи, Enterobius vermicularis, аскарисот многу често го наоѓаме, ламблијата, поготово во области каде што се уште пијат вода од бунар, ламблијазата е доста честа и обавезно во испитувањата кои што ги назначуваме за диагностика на феродефицитна анемија, ги вклучуваме и овие испитувања. Потоа можна е интолеранција на лактоза, исто така често ја диагностицираме кај деца со феродефицитна анемија, повдека е потребно внесување на млеко без лактоза. Потоа глутенската интолеранција или целијакијата исто така може да доведе до пореметена апсорбција на железо и други малапсорбтивни синдроми. Така. Морам да ве прашам, во ова динамично време на живење, родителите понекогаш и не забележуваат дека нешто се случува со здравјето на детето, па ја занемариле анемијата. Кои се последиците од нетретирана анемија? Последиците од нетретирана анемија може да бидат далеку сежни и со тешки последици. За среќа ретко гледаме такви деца. Значи, во почетокот анемијата доведува до слабост, до малаксалост, до пореметување на когнитивните функции. Во училиште, да речеме, ќе забележат учителките или наставничките дека детето е отсатно, дека има послаба концентрација. Обично ти имаат и послаби постигнувања во училиште од другите деца. Доколку не се забележи на време, анемијата прогредира, срцето забрзано работи, се зголемува минутниот волумен на срцето, се пренасочува крвта кон витално важните органи. На крајот, доколку не се третира анемијата, срцето попушта, се јавуваат периферни отоци, се јавува оптеретување на респираторниот систем, оптеретување на црниот дроб, зголемување на црниот дроб, така да може и лошо да заврши, меѓутоа за среќа на време се согледува дека детето има некаков проблем, дека е многу бледо, дека е отсатно, апатично и веќе дали се работи за предшколско или школско дете, на време се консултираат матичните лекари кои што ги прават основните испитувања, започнуваат терапија со железен препарат или доколку сметаат дека не можат да ја постават дијагнозата, ги упатуваат на педиатриски хематолог. Така. И за крај едно многу важно прашање, тоа е превенцијата. За сите болести е важна превенцијата. Во делот за анемиите, што би било превентивно? Да. Секако превенцијата е најдобар лек за спречување на болести. Така да повторно ќе го назначам значењето на правилната исхрана, правилна уравнотежена исхрана, значи внесување на месо, иако е анатемисано месото дека не треба да се внесува, тоа може би важи за подоцнежниот период, меѓутоа во детскиот период, поготоа во фазите на брз развој, брз раст и развој е потребно внесување на месо, од прилика околу 70, во дојначка возраст 50 грама, подоцна 70 до 100 грама, да речеме телешко месо содржи околу 4 милиграми на железо, комбинирање на месото со зеленчук, значи избегнување на храна која што ја намалува апсорбцијата на железо. Кажавме дека апсорбцијата на железо е најдобра од храната од животинско потекло, значи во месото, и тоа телешко, говецко, јунешко и мисиркино месо, помалку има во пилешкото месо, рибата исто така и морските плодови содржат доста железо. Од зеленчукот доста железо содржат сите листести
зеленчуци како што е спанакот, кељот, прокељот, блитвата, зељето, брокулата. Меѓутоа тоа е од нехемско потекло и потешко се абсорбира, па добро е да се комбинира со храна која што го содржи хемското железо, тоа е месото. И секако да се зачини, ако може, со сок од лимон, бидејќи тука имаме доста С витамин кој што ја подобрува абсорбцијата на железо. Секако е потребно и внесување на доволни количини на овошје. Препорачувам свежо овошје, бидејќи со термичката обработка се намалува количеството на витамини во овошјето и во зеленчукот, така да секогаш кога може да се приготви свеж оброк дома, по можност од органско потекло, знаеме во какви услови живееме, се применуваат многу пестициди и самите пестициди инхибираат абсорбцијата на железо и практично мора да се воведе контрола на употреба на пестициди во растителните продукти. Така да најдобро е ако може да се внесуваат свежо цедени сокови, салати, зачинети со лимон, магданосот исто така има доста С витамин, копарот има доста С витамин, природни зачини, да се избегнуваат вештачки зачини и сувомеснати производи секако да се избегнуваат. Така, дополнително суплементи да се внесат доколку нешто од ова не се консумира. Точно, тоа да. е препорачливо, особено витаминот С, кој што добро, нели, знаат родителите, добро го врзува, како велиме ние народски, железото, па ја подобрува и крвната слика. Доктор Јованова, ви благодарам за денешното гостување во Алфа Ординација. Мислам дека им помогнавме на нашите гледачи со информации како да се изборат еве и со анемијата кај нивното дете. Би сакале да имате помалку работа, повеќе здрави деца, но еве ќе се трудиме заеднички, нели, сето тоа да го подобриме и да ги едуцираме нашите гледачи за вакви и други теми и од педиатрија, секако и од другите специјалности. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, за вниманието. Имајте убав ден, дожлив, дали е есенски или зимски, одлучете вие, но не уете цел ден дома. Излезете и прошетајте, воздухот е малку прочистен, барем во Скопје, и секако внимавајте на исхраната, бидејќи таа е многу важна и ве слушнавте и во надминување на проблемите со анемијата. Од мене довидување, останете на Алфа.